Пред известно време, мојата колешка Адријана Митевска, новинарка која што живее во Охрид, инаку новинарка на 24 вести, здраво Адријана, заедно со снимателот Ричард Калајджи снимија сторија за еден наш сограѓанин, за Енвер Јусуфовски. Пред неколку дена Адријана и Ричард отидоа и чекор понатаму, кај Енвер помина дел од ноќта, бидејќи сакавме да видиме како е да се живее без струја во 21-виот век. Следува прилогот на Митевска. Ноќите во домот на Енвер Јусуфовски се многу помачни и посурови од деновите кои веќе ги споделивме. Ако тие траат долго, тогаш мракот во овој дом представува вечност за самохраниот родител и неговиот малолетен син. Малата светлина од пламенот на единствената свеќа во ова импровизирана куќарка е недоволна тие двајца да се ги извршуваат обврските и да живеат нормално. Најтешко минува нашите денови. Денот може да верувате, може не, еден ден ни врвите на година. Во ваков случај, како што гледате. Јас детево сакам да ми учи со светло. Ја немам шанси за светло. Лошите услови за живот најтешко му паѓаат на 17-годишниот Вернер, кој едва и си ги завршува училишните обврски дома. Заостанува од социјалниот живот, но се срами и плаши од дискриминација од врсниците, ако дознаат за неговата ситуација. Тој разочаран од сиромаштијата во која живее со години, вели ќе си замине од земјава, само така ќе се спаси. Кој не може да се учи, немаш во кои услови ќе учиш, ноќе не се гледат. Со свешта не можеш ништо да постигнеш. Ништо не можеш. Па навистина во 21 век сега на ова срамота е да се живее, значи во државата срамота е да се живее без струја и без вода. Тоа е најголем удар во животот на еден човек. Прво треба да има услови, па за да може да учи и понатамошни работи. Од оваа држава не бидви држава, туку да си го завршам занаетот и да си одам од оваа држава. Голема закана за Јусуфовски се предстојните зимски ноќи кои носат студ и најавуваат поголеми штети. Но има мала надеж дека ќе добие стан и парична помош, иако секое утро се буди со стравот дека социјалните работници од Охрид ќе дојдат да му го земат синот. Овдека имам многу влага од оваа страна, која ќе врни дека ова е со 2 води, ова барачево направено, со 2 води, и кога паѓат, вистина има многу влага. Ланно е, само ја би су рекол еден збор за ова. На секого нека му е јасно и гласно дека еден родител кој е здрав во умот не би се случил децата по никаков начин. Не баш тоа. Солзите зборуваат за маките и болката која Енвер ја трпи години наназад, заборавен и избришан од надлежните и граѓаните. Свеќата и понатаму сведочи за сите премрежја низ кои ова семејство поминува 2 децении. Оваа свеќа е единствената светлина и топлина во домот на 67-годишниот Енвер Јусуфовски заедно со неговиот син. Примитивизмот, мизерните услови и ова една единствена свеќа го отежнуваат нивниот живот и нивните денови ги прават како една вечност. Енвер, добро вечер во студиото. Знам дека е тешко да се задржат солзите, но сакам да ви кажам дека вие сте херој на нашето време. И покрај сета тешкотија со која се соочувате, како што рековте, нема да го дадете синот и ќе се обидете да му овозможите школување и достоинствен живот како што заслужува. Што очекувате од државата? Од државава, како прво да речем, се извинувам, јас сум многу претерано благодарен на ова ваша емисија и од другарката новинарка Тајна и од другарот што ме снима и
уште повеќе сум благодарен што сум гостин во вашево студио, во вашите медиуми. Ја видовте случајот што е како е. Јас сум човек самохранец родител. Имав девојчина, имав детето ми е, девојчината се мажија, ми остаде жената 2002 година ми почина. Ми остаде дете, не сакајчи, уствари, ете, детето се роди 1999 година е родено детето, а жената ми почина во 2002 година. Тоа мало. Девојчината ми одеа на школа, а социјална помош зембев 1800 денари. Тоа добиша, имаме и документи. Но претходно останавте без работа, така беше? Без работа. Каде работевте? Јас работев во ЕЗРК. Таму работев и дојде време се заклучи таа фирма. Живеалиштето каде што сте сега сместени, тоа од каде е? Ова живеалиште моментално кај што живеам, тоа не е мое. Ова е од други човек, други собственик. Тука кладов една стара шупа, барака така наречено, и живеам без вода и без струја. Детето ми е 3-та година учит електротехничар, верувале ли не, само што се викат еден старински збор, верувајте го тој што имат, што патит, не верувајте го другиот што не знаат. Верувајте, ми е жал мене како родител за ова дете многу, другарите. То не е убав да го изјавам во јавност, али веќе што викат старите, избегуваат од него. Зошто избегуваат? Избегнуваат од него ради дома немаме вода. Човек чим нема вода, нема и живот. Со страна на струјата, со свешта седам, детето не може да учи. Ако зборувам многу, не е добро. Да не зборувам, не е добро. Ни едното, ни другото. Се плашев, дојде од социјално да ми го земе детето и додеше им реков, ве молам, тој збор не сакам да го чујам по никаков начин.